Не сум баба Вања, но се потврдија моите предвидувања дека потпалувачи на пожарите се пиромани, политички пиромани. По функционерот на ДУИ и телохранителот на Заев е фатен како подметнува пожар во близина на браната Водоча. Заеви, жешкото политичко лето го сватија и буквално. Овие пред илинденски 5 минути му ги посветуваме на несудениот нобеловец родом од село Муртино. Се сеќавате на оваа изјава на Зоран Заев дадена во период кога на големо го распродаваше името на Грција? Република Илинденска Македонија е името за кое е можен компромис со Грција. На англиски Republic of Ilinden, Macedония. Да, Зоки беше спремен да ја води земјата до името Република Илинденска Македонија и тоа за севкупна употреба. Нема врска, тоа беше уште еден трик на оние кои вистински ги водеа преговорите со Грција, втората страна, тоест ние да се согласиме со така наречен ерга омнес, бидејќи дотогаш се преговараше за едно име кое ќе го избере Грција и кое ќе биде за меѓународна употреба, а за дома да си останеме Република Македонија. Ама Зоки, како што го дал Господ, недоветен, си рекол, еве, кој ќе има против име кое ќе го содржи името на најголемиот празник на македонскиот народ. Се разбира дека веднаш скокнаа и од Грција и од Бугарија. Бугарите ни порачаа дека тоа востание не било илинденско, туку преображенско, а грците си ја исполнија целта и ни ја тутнаа северна и за домашна употреба. А Зоки денес лабаво си тера бизниси во Дубај и ич не му чуе. Таков трговец еднаш се раѓа. Братот на Заев и љубовта на Пендаровски се пофали дека лично работел на бришењето на македонскиот јазик и идентитет од резолуцијата на Европскиот парламент. Че Европейскиот парламент прие нашето предложение за Македонија, лично аз сам го изработил. Не за џабе се вели брат брата не рани, тешко му кој го нема. Со вакви браќа не ни се потребни непријатели. Поранешната пратеничка Лиле Поповска го даде на Уставен суд протоколот од 2022 година кој го потпишаа тогашните министри за надворешни работи Бујар Османи и Теодора Генчовска. Поповска во иницијативата објаснува дека протоколот е практично нелегален документ која става Македонија во подредена положба, не е изгласан во собранието ниту пак е објавен во службен вестник. Дополнително, документот задира во македонската нација, историја и идентитет. Какви се обврските на Бугарија? Никакви. Бујар без никого да праша се согласил да ги стави бугарите во устав, иако знаел и тогаш и сега дека тоа е невозможно без гласовите на ВМРО ДПМН. Но не е само тоа. Бујар се согласил и Историската комисија да ги заврши разговорите за историските настани и личности до влезот на Македонија во ЕУ, а таму е и Илинденското востание и Гоце Делчев. И како ќе го решиме тоа? Па нормално, ќе прифатиме дека тоа е преображенско востание и се разбира бугарско, а и дека Гоце Делчев е бугарин. Па браво Бујар, кандидату за градоначалник на Чаир. Уставни судии, вие можете да бидете хероите на Македонија. Од вас зависи. Председателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска виде не виде си поднесе оставка. Не одеше Тања од Сабајле да оди на работа и да се бори против корупцијата, а попладне да оди на судење за корупција. Звучи смешно, ама вистинито. Тања сега намира ќе може да се сети што се му пишувало на својот пријател на Вибер и WhatsApp, обвинет во случајот Адитив. Каков тажен крај на новата Катица Јанева. Значи не ни оди со ова корупцијскава комисија. Дај бе укинете ја, што кјар од неа, кога ниту за еден случај нема покренато обвинение или не дај Боже пресуда. А и платите од 2000 евра може да се искористат за многу попаметни работи. Да речеме за обнова на келиите во Идризово. Сигурно ќе им се најдат. Македонија беше домаќин на младинските европски олимписки игри наречени ЕМОВ. Прво знае некој што е тоа ЕМОВ. Ова се убедливо најлошо организираните спортски настани кај нас. Млади спортисти одат пешки на сонцево, немаат превоз, на една и паѓа таванот од тоалетот, велосипедисти ги собира шофер на улица. Повредените сигурно се оверија и во условите во нашите болници. Прекрасна реклама за Македонија. Ова беа 5 минути со Чавес. Здрави живи, се гледаме по Илинден.